Заврши вториот форум за добри компании. Што значи овој форум? Што значи добра компанија и на крајот на криштата кое е сумирањето на целокупните резултати или пак заклучокот од завршувањето на овој форум? Денеска во продолжение на оваа тема зборуваме со господин Небојша Илиевски кој ќе ни ги открие сите детали на оваа тема. Небојша, добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро. Драго ми е што Небојша ќе се дружиме со цел да раскажеме што се случуваше на почетокот од месец ноември. Гоца пред малку кога не беа вклучени камерите, рече каков е овој форум на добри компании, што се подразбира под добри компании и кој се може да биде дел од истиот. Како помина годинава настанот? Така, или со јазикот на Гоце вода хек из форум. Така. Токму така, форумот е одговор на социјалните проблеми што ги имаме во Македонија, но исто така и во светот. Сведоци сме дека можеме вака на прва да наброиме многу декадентни социолошки феномени кои што не оптоваруваат. Ги гледаме постојано, видов дури на трейлерот за вечерашниот инсайдер се зборуваше за бездомништвото и за тоа како еден уредник реагира на таквата тема. Дај Боже сите новинари да се како актерот ваш за да со добра намера да ги освести тие социолошките феномени за да тие се адресираат. Затоа што како вика нашата министерка која видиме можеби токму тој ќе го каже, само проблемите што се надвор, што ги гледаме може да се адресираат. Таа реплика ми се бендиса. Форумот е токму таква една интенција да дадеме одговор на социолошките феномени што ги имаме во општеството, меѓутоа преку еден вид на синергија помеѓу трите најважни сектори, а тоа се институциите, невладините организации и бизнисите. Соработката мора да постои за да функционираат работите. Така е. Меѓутоа тоа на прва можеби не изгледа толку очигледно. Знаете, некако традиционално сметаме дека кога треба да се адресира некој социолошки проблем, и вас да ве прашам, кој работи на социолошките проблеми во Македонија? Веројатно одговорот ќе биде невладините организации, министерствата и така натаму. Но тие би требало особено министерството. Токму така, али ова е добро конципиран одговор. Прашањето ствари дали би требало само тие да работат на ова. Тоа е едно конвенционално, традиционално размислување кое што и во светски рамки е усталено. Значи, кога збориме за социолошките проблеми, збориме дека треба да ги адресираат невладините организации. Се извинувам. Но каде се бизнисите во тој контекст? Дали ги гледаме како проблем? Јас ќе ви кажам податок, например. 3000 најбогати компании во светот предизвикуваат годишна штета од 2,2 трилиони долари во environmental делот на ваквото. Така што, гледано традиционално бизнисите вообичаено ги доживуваме како проблем кој што всушност ги прави овие социолошките феномени. Меѓутоа, новите, ја би рекол, сериозни социолошки истражувања укажуваат на нешто друго. Укажуваат токму на фактот дека токму бизнисите се тие кои што ги имаат ресурсите, а тоа не значи секојаш пари, да ги адресираат овие социолошки феномени. Просто кажано, на кој начин би ги адресирале? Да, тоа е она што форумот сака да го истакне како платформа за одговарање на ова прашање. Бидејќи која е првата асоциација Гоце? Што бизнисот треба да направи? Може би да допре до секој индивидуа, до секој сегмент во општественото живење, за да го поттикне и развојот и да почне да се развива во некој сегмент економијата. Ти си новинарски отишол на второто ниво на ова што треба да се направи, затоа што првиот вообичаен одговор, како што велат истражувањето што Павле ги прави, е дека бизнисите треба да донираат во општеството. И на некој начин традиционално се верува дека тој corporate social responsibility или општествената одговорност на компаниите таму треба да заврши. Гледаме социолошки проблем и он треба да се адресира, еве толку пари ја имам да го решам ова, ајде да го направиме така. Меѓутоа тоа е многу plain, би рекле, приказна, многу површна приказна. Мислам дека тоа само во одредени случаи, не можете постојано да живеете од донации, нели? Токму така. Майкл Портер е еден многу интересен лик, он е професор, но работи на стратегија за бизнисите. Кога се вклучи во социолошкиот сектор да ги истражи образованието, например, или загадувањето, или здравството, открил всушност дека главниот проблем на адресирањето на социолошките феномени е се малите резултати што невладините организации, институциите ги прават со своите ресурси. Покрај огромната работа што невладините ги завршуваат во својот домен на работа,
приметливо е дека дали е решено загадувањето во Скопје, дали е решен проблемот со домашното насилство, дали е решено бездомништвото. Има невладени кои што институции постојано работат на тие проблеми. Професорот вели дека главниот проблем е тоа што адресираните социолошки проблеми не ги гледаме низ условно кажано бизнис очила. И не можеме да постигнеме скейлинг, вика он. Знаете, некој бизнис може да биде успешен, меѓутоа ќе биде светски успешен кога ќе успее да се издигне над своите капацитети. Ако се вратиме наназад, ќе можеме да кажеме дека еден од социолошките проблеми беше облеката. Нашите предци шетаа голи, така бар пишува по они иконографиите во пештерите, нели? И да се вратиме само 100 години наназад, многу оскудно беа одевени нашите втора генерација пред нас, така? Бизнисот најде начин да го адресира тој социолошки проблем. Значи не било ладно, не сме биле убави, вака како што денеска ЦЦ. Ви благодарам. Да, ништо не значи ова. Меѓутоа, знаете, секој за најчија се обидувал да направи опинци или да го реши проблемот локално. Тие практично биле активистите на тоа време. Но што се десило потоа? Се десила индустријската револуција. Бизнисот го земал тој социолошки проблем и го гледал како можност. Така? И што се дешава денеска? Никој век, мисли. Голем број од луѓето имаме опција да не сме голи, да сме добро облечени, затоа што тој социолошки проблем се претворил на некој начин во индустријата. Намерата на форумот е токму тоа. Да ја освести можноста бизнисите да ги гледат социолошките феномени дури низ бизнис призма. Нема ништо лошо во остварување профит. Да, тоа значи дека оној сегмент добри компании значи не добри како успешни, туку добри како емотивни да донираат, да влијаат за подобрување на одредени класи во општеството. Теглајнот Companies Doing Good ја постигна својата цел. Ти благодарам, затоа што да, прашањето е кои се добрите компании. Дали се тоа компаниите од Fortune 100 листата на Forbes, оние кои што прават најголем профит, или се тоа компаниите од Game Changers листата 500, кои што своите најдобри компании ги рангираат според тоа колку добри работи прават во општеството за своите вработени. Токму така. Но општествено одговорни во многу поширока смисла. Има 12 категории според кои ги вреднуваат тие одговорности на компаниите. Едната е тоа што прават во општеството, меѓутоа другите се како работниците се чувствуваат на нивното работно место, каков им е работниот environment. Не сите со вака убаво студио и тоа да им биде работниот environment, затоа вие сте насмејани од Сабајл. Добро ви. Постојат 12 такви категории во кои што се селектирани оние работи кои што бизнисите може да ги направат добри. Гиб Булок е наш Да, ќе зборуваме само, извини, ќе те прекинам и за Гип Булок, кој што беше еден од говорниците на форумот. Само ќе прашам од режија дали имаме подготвено некои видеа кои што треба да ги пуштиме, да ми дадат одговор, бидејќи ни спомена Небојша дека се оставени видеата во режија. Ако имаме можност, би било убаво да ги погледнеме. Претпоставам дека и во рамки на видеото, доколку го погледнеме, ќе слушнеме дел од говорот на Гип Булок. Како, ајде малку повеќе за овој говорник, која беше? Видеото или? Да, тоа добра. преку нас, окей. Добра. Треба да го коментираме? Па, можеме да го коментираме, значи, Ова се инсерти, нема тука изјава, или? Па, нема изјава, али има некои пораки кои што се одуша на англиски, али тие кажуваат за тоа што уствари форумот прави. Значи, форумот обедини неколку институции, компании, невладини организации, се со намера да адресира важни социолошки проблеми и да ги адресира улогите кои што секој од овие три сектори треба да ги има во општеството. Бизнисите се тие кои што креираат, имаат ресурси да ги адресираат социјалните проблеми и она што е важно е дека во новиот контекст границите помеѓу јавниот сектор, институциите, например, министерствата, невладините организации и бизнисите, тие граници се губат. И она што е важно е дека тоа губењето на граници всушност може да создаде дополнителна вредност. Еве што Гиб на крај вели на форумот. Ке мора да преведеме. Океј. Значи, ако сакаме да го смениме светот низ бизнисите, тогаш прво мораме да го смениме бизнис светот. Размислувањето за тоа што е, како бизнисот го гледа општеството, тоа е она што форумот сака да го направи. Треба да постои една нова перцепција на тоа што е можно за бизнисите за да направат општествено добро.
Оно што е интересно е тоа општествено добро што тие може да го направат, може да им се врати како бумеранг со дури со профит маргинс кои се поголеми од оние што За жал не сите компании чии бизниси се успешни имаат одреден вид на поголема општествена одговорност или пак допира до оние граѓани на кои им е потребна било каква помош во рамките на секојдневието. Бизнисите прво нешто со што би се пофалиле веројатно е тоа дека се општествено одговорни и дека имат многу акции кои што на некој начин им помагаат на граѓаните, одговараат на иницијативите кои што се приметени во општеството. Меѓутоа, можеби е право време да се вратиме на Ги Булог кој што на некој начин ја освестува таа новата функција што бизнисите треба да ја имаат. Ги бил во Македонија во 2001 Тоа сакам да прашам, година. така, во Гостивар ни спомена и во едно од неговите интервјуа тој вели дека Македонија е буквално точката која што на некој начин го променила неговиот живот. Толку Како? така. Тој бил професионалец, бизнисмен. Работел во огромна американска, мислам, компанија и покрај тоа што е Шкот. Значи имал комплетно бизнис логика на решавање на работите. Но и постоела некоја волонтерска програма која што вклучувала можен ангажман, валјда му требал одмор, па си кажал, тој Македонија каде е? Интересно, планини, шуми. Макар што и конфликт 2001-2002 престојувал овде, ali ете дошол во Гостивар да работи на социјалното предприемаштво на жените. Тоа што го приметил за својот 2 годишен, мислам, престој во Македонија, научил да збори македонски. И ќе кажем одма дека ги знае keywords, знае ракија, знае сирење, знае скара и така. Значи го осетил духот на Македонија. И тоа во кризните подрачја. Кризните подрачја. Да, на оние места, значи веројатно бил блиску до Марвел, па го пробал сирењето и така натаму. Меѓутоа, значи сакам да кажам дека за некој начин се запознал со духот на македонците, на Македонија. Од друга страна имал задача да таа комјунити, таа заедница на жени која што дигнала рака да биде предприемач и да им помогне. Она со што се соочил е недостаток на ресурси. Тоа не значи пари. Тоа значи, вака си кажал, цитирам, само да ги имав колегите од мојот департмент, кои што работат на менеджмент на промената, например, кои што работат на комуникации и така натаму, јас ќе направам чудо овде. Значи, ресурсите кои што компанија ги има, за да прави бизнис профит, он ги гледал како ресурс, ги видел практично, како ресурс кој може да ги помогне социјалните промени во конкретната област. Кога се вратил... Тоа е тој тим, екипа. Тоа е тој тим, тоа се тие ресурси, не значи секогаш пари, тоа трет пат го повторам. Значи, тоа е капацитетот што бизнисите го имаат да ја прават својата основна работа, тоа е да создават профит. Меѓутоа, што мислите, што ќе се деси ако тој капацитет се стави во функција на социјалните промени? Тој Майкл Портер, он кажува дека треба да се деси shared value, односно вредностите мораме да ги поделиме. Социолошките проблеми да ги адресираме со бизнис средства. И тогаш ќе имаме сериозен успех во нив. Гиб токму тоа го направил, се вратил в компанијата и направил, вика он, пич, односно презентација од 2 слайда. Сакал да го заинтересира својот CEO, да внатре во фирмата направи департмент кој што тие ресурси ќе ги искористи за социјални проблеми. Пичот му бил многу интересен. Првиот слайд беше дека тој, например Гоце, CEO, е прогласен за сер од незиното височество кралицата. Затоа што направил ваква иницијатива. И после тој првиот слайд, CEO-то кажал, I'm interested. Така добил прилика и направил департмент внатре во фирмата кој што ги водел социолошките промени во многу делови од светот. Имаме уште многу кратко од минутажата. Јас би те прашала само дали целта која што првично ја зацртавте како нели нешто важно за остварување во рамки на овој форум на добри компании е остварена и претпоставувам дека ќе прирасне во некоја традиција и дека веќе размислувате за следното издание. Токму така. Многу кратко ќе кажам дека key points на конференцијата беше да форумот беа да не заврши со форумот. Планирани се 4 средби, на форумот ни се обрати министерката со предлог 3 теми кои што можеби би можеле заеднички да ги адресираме во идниот период. Темите се избрани по истражувањето што Public, Асоциацијата за комуникација, истражување и развој, ги направи со 100 невладини организации во Македонија. Пратен е прашалник со едноставни прашања кои теми се најрелевантни во Македонија да се адресираат. Министерството имаше своји инпути и министерката и ги изнесе на конференцијата. Тоа се бездомништвото, деинституционализацијата и децата од улица. Идејата е овие 3 теми да се
на следните средби. Првата средба ќе се случи на 6 или 7 декември. И таа средба е уствари заедничка средба, мал форум во мало, помеѓу бизнисите, институциите и невладините, во кој што конкретните проблеми како бездомништвото, например, лани имавме 30 луѓе кои што спија надвор поради немањето доволни капацитети на минус 20 степени. Така. Идејата е што да направиме за овие луѓе да спијат на топло до март некаде. Црвен крст и Министерството направија 4 пунктови во 4 града низ Македонија. Оно што бизнисите може да направат заедно со овој сектор е да овозможат услови тој да функционира дури и од 0 степени, бидејќи он се отвара кога е минус 10 или минус 20 степени. Зашто овие луѓе да немат постојана грижа за себе во тие 3 или 4 месеци. Резултатите на овие средби може да сега да ги претпоставиме. Гледате, мислам, намерата е многу добра. Она што е добро е што постојат конкретни чекори како до нив да се стаса. И постои една отвореност од бизнисите тоа да се деси. Да, и не треба многу и да се губи време, треба да се започне веднаш со реализација на овие идеи кои што се значени за луѓето од таа категорија. Ти благодарам, Гоце, ќе го пренесам до Министерството и бизнисите на првата средба. Па да го земеме, Гоце, на наредниот форум. Може да, медиумите имат огромна улога во ова нешто и еден од стекхолдерите кои што не го збориме стално е тука се медиумите. Ова што го правите вие. Нешто што ве поврзува сите за да допре до пошироката јавност, се разбира тука. Затоа благодарам на поканата и на окавиот простор да зборуваме за ова. Ја без цеце не одам така. Доаѓаме заедно. Да. Ти благодариме, поздрав до тимот и во Паблик и во сите оние... И до Холандска амбасада, и Европската банка за поддршка на развојот, бидејќи без нив, Филип Морис исто ова година се вклучи, без нив овој форум на почетокот и 2 години постои, нема да се деси. Меѓутоа, понатаму, верувам дека иницијацијата на ова е најважна, а она што понатаму ќе се дешава ќе биде логичен след на успешноста на форумот. Ти благодариме, Небојша. Поздрав до сите кои што се задолжени за организација на овој форум на добри компании.